Нереален и крајно несериозен е економскиот план на владата тежок 8 милиарди евра кој треба да ја придвижат економијата, вели за Алфа бизнисменот Горан Рафајловски. Според него тоа се нереални пари кои нема да направат ништо добро за стопанството, туку само ќе дадат лажна слика дека нешто се случувало. Бараат власта конечно да покаже сериозност, а не само да промовира козметика. 8 милиарди евра што се најавени се нереални пари. Значи, помеѓу трошките и нереалните пари, дајте да дојдеме до нешто што стварно може да се реализира. Од кога ќе се договориме, ќе ја пуштиме во надпревар. И надпреварот понатаму, секој договор колку и да бил силен, ќе победи најсилниот. Јавноста главно критикува дека тоа биле стари проекти кои што ги слушаме со децении наназад, како што се изградбата на хидроцентралите Чебрен и Галиште, Вардарска долина, како и изградбата на вечната пруга до Бугарија. Најзагрижувачки е тоа што планот е всушност приватизација на државата, зашто најголем дел од проектите се јавно-приватни партнерства, за кои ќе треба проекти, одлуки во собрание и пари од државен буџет. Што се однесува до патната и железничката инфраструктура, каде се предвидуваат 2,7 милиарди евра, Рафајловски вели дека од тоа нема да има ништо, зашто за тоа биле потребни голем број на работници што Македонија во моментов ги нема. За да направите патишта, вие треба да имате сериозна оператива. Ние таа ја немаме. Во Република Македонија јас не верувам, дури и со повикување на странска сериозна оператива, дека ние можеме да изработиме годишно повеќе од 300 милиони директно во патишта и автопатишта. Не верувам. Да не кажам дека огромен број од големите најави немаат ни почнато со проектирање. Наспроти празните ветувања за реален економски развој, власта прво мора да поработи на сивата економија која надмина 40%. Значи, сивата економија која е официјално представена од Светска банка со 37,5 или 6%, тоа значи дека е 40%. Тоа значи дека комплетно во системот вие имате економија која ви се одвива паралелно. Од вкупно 8.175 милиони евра, колку што тежи планот, 5.791 милион се јавни инвестиции кои влегуваат во буџетски средства, кредити, грантови, поддршка од Европската Унија, а 2.384 милиони се приватни. Планот за инвестиции треба да почне годинава и да заврши во 2027, што според бизнисмените ќе биде тешко остварливо.